Господин Иванов, освен идеја и ке, ништо не е направено и констатираме. Ја го кажувам тоа и одговарам со мојот интегритет и кредибилитет пред нашите граѓани. Така ќе речам. А може и малце повеќе да објаснам зошто ќе носите законот, ако сакате. Може и тоа. Дај Боже да немате. Дај Боже да немате, пошто знаеме што се крие за тоа. Како и за тој закон за крупни инвестиции, да знаеме све. Знаете како сега е у време кога пола од вашите идат кај нас да ни пренесат све. Но не, ајде, тоа е друга дебата. Да, друга дебата е тоа. Друга дебата е тоа. Прво, ништо не е направено во Велес. Тука, мојот интегритет и кредибилитет визави вашиот. Кога сакате ќе отвориме дебатата? Гледам, секој ден викате, ај друг пат. Кога сакате? Ќе споредиме и по вредност, и по проекти, и по реализација, и со слики, и со све. Со што сакате? Ќе збориме. Вие имавте 20 години идеја да градите театар во Велес. Ама ништо не направивте. Ние го направивме. Од нула до крај. Сега не можете директор да најдете. За 2 години тројца ги сменивте. Хаос вие институцијано. Ето, не знаете ни да ја менаџират здрава, права институција, со убав кадар внатре, со добри глумци, со најдобра сценска технологија во Велес. Не знаете да ја управувате. За 2 години тројца директори сменивте. Толку е било. Хаос е таму, секој со секоја се кара внатре во институцијата. А ние од нула до крај. Најдобра театарска зграда во Македонија. Вие имавте идеја? Да. Колку пати на избори сте ветували? Од 96-та година, 94-та ветувавте театар. Па ваква ќе била, па таква ќе била, па у Барок ќе била, па Трговски ќе беше едно време, па ова ќе беше, па нацрти, па и булевари ветувавте во Велес. Па ветувавте и белгијци во Колска дека ќе инвестираат. И сега па ветувате нешто, ја ви кажувам што сте ветили на последни избори, господин Иванов. Една работа немате направена. Една работа немате направена. Една. Пред 3 месеци господинот Аги Муртезани тука на оваа говорница ми викаше 2020 ќе има пари во буџет за јаболчиште. Нема. И сега што правиме? И сега пак испаѓаме, ќе релативизираме, јас имам информација, господин Иванов. Не ми требаат повеќе информации од вас. Еве, кога ќе ми реплицирате за другите амандмани, не ми давајте мене информации. Не ми требаат. Однесете ме пред да дојде на дискусија некој амандман, однесете ме на терен и покажете ми што е направено во Велес. Може така? Јас ќе ја носам програмата од ССДС со мене и да ги прошетаме тие места. Да видиме дали е пешачки надвозник направено од Младенски парк спрема салата Гемиџи. Што сте го ветиле? Не. Мост спрема Речани? Не. Обиколница околу Велес? Не. Затворен пазар? Не. Катна гаража? Не. Ново школово тунел ќе градевте. А го немате ни... Тоа го немате никако идеја за проект да нацртате. Зелен пазар во населба тунел ветивте на изборите, исто. Иванковци да не ве подсетувам што ветувавте. Оризари да не ве подсетувам што се имате вете. Џамија им ветивте на луѓето дека ги градите со државни пари, господачу. Тоа е. И сега шириме дискусијата. Нити ќе го направите тоа што велите дека ќе го направите. Немојте само да залетувате во некои проекти, да ја задолжувате државата кај што ќе нема реализација. Со 24 милиони евра, пола од овие проекти што ви ги набрав, ќе се направат во Велес. Пола. 11 милиони евра кошташе театарот. Од кои што пола се за сценска техника, најдобрата сценска техника во Македонија. 10. Најдобрата сценска техника. Рамина с лечиштето кај што 1/3 од градот ќе се срушише, за 2 милиони евра го направи. Знаете што се направи на Рамина? 24 стулбови, арматирани, по не знам таму 70 метра внатре во копното. Нешто за што вие викавте не може да се реши. За 2 милиони евра се направи. И сега вие ќе ми кажувате дека Рамина се реши за 2 милиони евра,
Цевковод ќе градите за 24 милиони евра. Па диаманти ли ќе минат низ Цевковод, господин Иванов? Ве мола. Ве мола. Благодарам. Следен за збор Аги Муртезанов.